Прв дневник на Сител. Добро вечер. Јас сум Славе Царсова. Ова се настаните на денот. Петок е последен ден за договор за настаните од 24 декември. Груевски и Заев на средба договорија краен рок за објавување на извештајот. Загина подпалувачот на стамбена зграда во скопската населба Колонија. Становите речиси целосно оштетени. Средовечниот маж од синоќа се заканувал дека ќе крене зградата во воздух. Истрагата за случајот пошта не запира. Полицијата ќе истражува колку високо во хиерархија одела криминалната пирамида и дали биле отклучени само портите на поштата во Чаир. Ќе се реставрираат објекти од културно-историско значење во речиси цела Македонија. Во Скопје освежување ќе добијат објекти на Илинденска. 24 полицајци се убиени во Египет. Зад грозоморниот чин стојат радикалните исламисти. Европската унија заседава за египетската криза. Петок е последен ден за договор околу извештајот на Комисијата за настаните од 24 декември. Ова на денешната средба во владата го договорија премиерот Никола Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Ако до 23 не се постигне договор, целиот процес паѓа во вода. До петок да се вложат последни напори за деблокада на процесот и негово интензивирање кое треба да резултира со конечно решение околу извештајот на Комисијата за 24 декември. Ваков договор паднал по 45 минутната средба меѓу премиерот Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев. Како што стои во заедничкото соопштение по средбата, и двете страни се свесни дека без финалето на експертското тело се загрозуваат европските перспективи на Македонија. На средбата беше договорено до сегашниот краен рок за постигнување на согласност за извештајот на Комисијата 14 август да се пролонгира, истиот да биде до петок 23 август, пошто доколку не биде постигната согласност ке се смета дека не може да се постигне конечно решение, стои во заедничкото писмено соопштение. Ова е втора средба на лидерите на двете најголеми политички партии во земјава и на двете главна тема на разговор беше извештајот за настаните од 24 декември. Комисијата за расчистување на настаните од 24 декември е блокирана повеќе од еден месец откако председателот Борче Давидковски си поднесе оставка бидејќи не можеше да се усогласат партиските ставови. Извештајот од неа е една од обврските која Македонија ја превзема пред Европската унија со Мартовскиот договор. За претениците заврши годишниот одмор и по паузата од 18 дена се враќаат во собраниските клупи. Први на дневен ред ќе им бидат законите за регулирање на медиумската сфера, а потоа е законот за студентски стандард со кој ригорозно ќе се казнува злоупотребата на студентските легла во студентските домови. Одморот на пратениците завршува. Од утре се враќаат во собраниските клупи. Ги чека набиена агенда пред есенскиот извештај од Европската комисија. Стартуваат со заседанија на собраниските тела, а за впонеделник е закажана првата седница по летните одмори со 38 точки на дневен ред. По 18-дневната пауза продолжуваат со законите за медиуми, аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во втора фаза. Новинарските здруженија веќе ги доставија своите амандмани, а по јавните расправи одржани со меѓународните експерти од Министерството за информатичко општество најавија интервенции во законските решенија. Неделава најверојатно ќе расправаат и за измените на законот за студентски стандард. Премиерот Груевски по случаите со злоупотреба на студентските легла најави дека владата донела одлука да се воведат јасни критериуми по кои треба директорот на студентскиот центар и управителите на домовите да ги примаат студентите. Доколку не ги почитуваат истите, ќе бидат парично казнети и разрешени. Одморени и подготвени да се вратат на своите работни обврски. Пратениците велат сега ќе мора да се засукаат ракавите и турбо да се работи, но без конкретен одговор дали тоа значи најава за жешка собраниска есен. На Македонија се потребни вистински лидери и во политиката и во останатите општествени сфери. Ова на учесниците на 4-та школа за млади лидери им го порача председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Живееме во свет кој многу брзо се менува и се соочува со големи предизвици кои бараат нови решенија. Затоа на Македонија и се потребни луѓе кои знаат да водат и предводат и во сегашноста и во иднината, истакна председателот Ѓорѓе Иванов на отварањето на 4-та предшкола за млади лидери во Охрид. Вие сте тие кои еден ден ќе биете нови позиции, вие сте тие кои еден ден ќе создавате навистина Македонија да биде горда со вас, што ова инвестиција во вас ќе биде и инвестиција на тие што ќе доаѓаат после вас.
Поранишниот председател на Чешка Клаус ја поздрави идејата за организирање на школа за млади лидери. Мислам дека младите луѓе мора да имаат шанса да се среќаваат, да разговараат меѓусебно и мора да имаат шанса, односно прилика да слушаат други. Учесниците велат дека на овој начин ќе се стекнат со нови знаења и искуства од врвни предавачи, светски познати лидери во својата сфера на делување. На страна ги афирмира нашите вредности кои што досега ги имаме постигнато, а од друга страна пак ни овозможува надградување. Ќе имаме можност да видиме многу нешта кои што не сме ги виделе до сега. Вкупно 40 учесници и 30 предавачи од Македонија, Европа и светот ќе бидат дел од летната школа која има за цел да се стимулираат позитивните вредности кај младите лидери и идни политички, културни и економски предводници на нашата земја. Состојбата во Европа и евроинтеграцијските процеси биле тема на средбата Иванов Клаус во Охрид. Неколкократниот чешки премиер и председател во интервју за Сител и вечер вели дека Македонија не треба да брза со зачленувањето во Европската унија. Треба да видиме дали ЕУ ќе преживее за да знаеме дали Македонија ќе стане нејзина членка или не. Но Европската унија секако има демократски дефицит и ве советувам да не брзате по секоја цена да станете членка на унијата, вели Вацлав Клаус во интервјуто кое ќе биде емитувано во следните информативни изданија на Сител. Whether and when Macedonia will enter the EU. I must say that the question is whether the EU in the current form will exist in the future. I'm afraid that Europe is undergoing dramatic changes, and it's quite evident that Europe is a stagnating continent, and that the role of the European Union is part of the problem, not a solution to the problem. Намалени трошоци и помалку бирократија. Владата ќе ги поттикнува домашните фирми да станат добавувачи на компаниите во слободните зони. Сител бизнис вестите се веднаш по дневникот. Едно лице загина во пожар во стамбена зграда во скопската населба Колонија. Целосно изгоре неговиот стан, оштетени се уште 6 други. Првичните сомневања се дека настраданиот сам го запалил пожарот. Соседите велат дека бил душевно болно лице и уште синоќа се заканувал дека ќе ја дигне зградата во воздух. Била повикана стручна лекарска помош, но лицето сепак било оставено ноќта да ја мине дома. 66 годишен жител на Колонија го загуби животот во пожар кој самиот го предизвикал. Богоје Стојановски, пациент на душевната болница и лице со психички проблеми, го запалил сопствениот, а огнот ги зафатил и соседните станови. Чадот кој почнал да се шири утрово ги разбудил соседите кои се јавиле во противпожарната бригада. Додека тие барале спас надвор од објектот, Богоје се сокрил во тоалетот, ја наполнил кадата со вода и легнал во неа, но не успел да се спаси. Соседите сведочат дека Стојановски и вчера имал обид да го запали својот стан. Сопругата го спречила, но утрово додека била во продавница, тој го искористил отсуството за да ја оствари намерата. Жена кој што ми изјавуваше дека он го запалил и видео станот. Он го запалил, бил проблематичен, а синоќа најавила брза помош. Се заканувал пред тоа и ништо не му помогна, не го земале. Излеговме надвор, дим, не запати нашиот стан. Огнената стихија пеплоса дели од соседните станови. Чад, вода, уништена столарија и распукани ѕидови е сликата во становите од долниот спрат. Таванот може да падне од вода од озгора. Не знам што да кажам. Комшија помина и под прозор почна да вика, становите, зградата ви гори. Ние во Хома не знаеме што се случува уште. И само слушаме напрекот паѓа ламперија огненот и кога ќе видиме пламен јазици искача од собата таму кај што живеат. Во гаснењето на пожарот учествуваа 18 пожарникари со 7 противпожарни возила. Работи за поголем пожар, веќе пламените јазици излегоа на кровната конструкција, бара дополнителна помош од 2 противпожарни возила, што значи на интервенцијата учествуваат 7 противпожарни возила со 16 пожарникари. Градоначалникот на Газибова им вети помош на станарите. Трајковски уште утре ќе испрати екипи за расчистување и санација на паднатиот кров. Ќе направиме на работна средба, дел од граѓаните ќе дојдат кај мене за да се договориме околу понатомошните активности. Отекот на утрешниот ден, ние денеска ќе формираме комисијата, но заради безбедносни причини додека не се стабилизира пожарот, веќе во утрешниот ден ќе се направи увид, ќе се направи проценката на штета.
Во зградата која е изградена пред 60 на години за вработените во затворот Идризово, каде како чува работел и пензионираниот Стојановски, живеат 20 на станари. Ниту еден од станарите го немал осигурано имотот, што е дополнителен проблем. 7 семејства од утрово останаа без покрив над главата. Пожарот кој избувна на првиот кат целосно ги уништи соседните станови. Станарите вознемирени не знаат каде да поминат ноќта. И денеска нема одговор од надлежните дали има лекарска грешка во случајот на Јорго Ангеловски, кој почина во Битолската болница. Сомневањата се дека наместо со физиолошки раствор, лекарите му го чистеле желудникот со средство за дезинфекција. Според денешна Нова Македонија, Ангеловски во четвртокот во попладневните часови се јавил во одделението за ургентна медицина при клиничката болница во Битола и се пожалил на болки во стомакот. На дежурните лекари 60-годишниот битолчанец им кажал дека испил поголема количина лекови за да ја ублажи депресијата, но откако тоа не помогнало, одлучил да побара помош. Според сведоци кои ги цитира весникот, во критичниот момент на пружање помош, дали заради невнимание или негрижа, во инфузијата на Ангеловски наместо физиолошки раствор му било ставено средство за дезинфекција. За кратко време состојбата на пациентот се влошила и тој починал. Има ли вистина во шпекулациите дека животот на Ангеловски завршил трагично заради лекарска грешка и негрижа, денеска испитува и секторот за внатрешни работи од Битола. Вработените во одделението за ургентна медицина, кои биле дежурни минатиот четврток во попладневните часови, денеска беа сослушани, но освен дека е побарана патоанатомска обдукција над починатиот, од полицијата не откриваат повеќе детали. Менаџерскиот тим на болницата пак во штурата информација за медиумите тврди дека веста за мистериозната смрт на 60-годишниот Јорго Ангеловски барем за сега е само шпекулација. Истрагата за случајот е во тек, а евентуалните докази треба да покажат дали Ангеловски починал од предозираност со антидепресиви или заради лекарска грешка. Полицијата се уште трага по двете осомничени за кражбата во поштата во Чаир, кои се во роднински врски со поранешни функционери од ВМРО ДПМН и ДУИ. Истрагата за мега грабежот не е завршена. Се проверува докаде одела криминалната пирамида и дали случајот од Чаир е единствен. Дали бројот на пријави против вработените во македонски пошти ќе расте зависи од дополнителната истрага на МВР. Доколку полицијата обезбеди докази, пријавата ќе се проширува, вели министерката Јанкуловска. Дека несовесно работеле, за сега е потврдено само за 10 мината, за кои во петокот беа поднесени кривични пријави. Полицијата работи и на останатите грабежи во пошта. Инспекторите проверуваат дали вработените и претходно правели исти или слични пропусти. Секогаш кога станува збор за кривично дело, ние одговорноста мора да ја гледаме и кај оние кои требамо да ги обезбедат условите тоа да не се случи и се разбира кај директните извршители. И токму овој пример покажува дека имотот и граѓаните се многу побезбедни тогаш кога оние кои се задолжени за тоа совесно се однесуваат или едноставно кажано ја извршуваат својата работа. Полицијата се уште трага по две од пријавените кои се недостапни за истрагата. Според неофицијалните информации, станува збор за сопруга на екс-министер од редовите на ВМРО ДПМН и ќерка на поранешен висок функционер од ДУИ, за кој истражен судија веќе одреди мерка притвор. Според пријавата, вработените во македонски пошти преку несовесното работење им овозможиле на кратците да влезат во необезбедената пошта во Чаир и само за неколку секунди да однесат над 200.000 евра, оштетувајќи ја и македонска пошта и државниот буџет. Увезувале газ и затаиле 90.000 евра царина. Скопска компанија за производство на топлинска и електрична енергија немала пари да плати увозни давачки. Сите од бизнис вестите се веднаш по дневникот. Министерството за здравство предложи нови мерки за јавните набавки во здравствените установи. Со нив ќе се обезбеди поголема конкуренција, а со тоа и пониска цена на набавените производи. Министерството најавува и електронски систем за мониторинг на сите јавни набавки во здравството. Преку електронски систем, Министерството за здравство ќе ги следи јавните набавки во болниците и клиниките. Точно ќе се знае која здравствена установа каков потрошен материјал купила и од кој производител. Нема да има фаворизирање на компании и диктирање превисоки цени. Системот е во изработка, ќе биде промовиран деновиве. Сите ќе имаме увид за тоа како се трошат парите во здравството. Ова е систем кој што се однесува на транспарентност. Транспарентноста или на трошењето на парите во здравството е еден од клучните елементи за подобрување на состојбите во здравството.
Во меѓувреме се забранува централна набавка и групирање на повеќе фирми. Јавните здравствени установи секој артикал треба да го купуваат во посебна ставка од тендерот. Според министерот, досега постоела пракса неколку компании да се здружуваат. Една од нив имала уникатен производ кој мора болницата да го набави и на тој начин сите добивале на тендерот. 10 типа на ракавици, еден тип на ракавици го има само еден увозник. И тогаш тој увозник ќе го добие тој лот за сите 10 други. Иако имало можност други 5 или 6 фирми да тендерираат и да дадат многу пониски понуди за останатите лотови. Ова ќе се спречи целосно со овој нов концепт на набавка. Со оваа нова мерка Тодоров очекува да се зголеми конкуренцијата со што ќе се намалат цените. Иако овој начин на набавка ќе одземе повеќе време, министерот смета дека менаџерите на болниците ќе заштедат. Тековните тендери ќе се реализираат постаро. Министерството за култура продолжува со реставрација на објекти од културно и историско значење. На агендата влегуваат и неколку стари згради од булеварот Илинден во Скопје кои наскоро ќе добијат освежен лик. Староградскиот дух низ македонските калдрми и улици повторно ќе заживее. Фасадите и внатрешноста на старите куќи и градби кои се дел од културното наследство целосно ќе се реставрираат, најавуваат од Министерството за култура. Скоро секој град во земјава пред светот може да се пофали со неколку вакви градби, а владата со проектот за нивно возобновување ќе се погрижи забот на времето да не го оштети нивниот раскош. Завршивме со неколку такви фасади, како што спомнав, Крушево, во Прилеп, во Битола, во Охрид и во Скопје. Во старата Скопска чаршија исто така се обновуваше фасада. Исто така продолжуваме со обнова на фасадата во Гевгелија. Тоа се работи за фасада каде што е сместена локалната библиотека во Гевгелија. Исто така ќе се работи и на фасадите во Кратово, во Кичево и во Крушево. Министерката откри дека на реставрација ќе подлежат и градби на улица Илинденска во центарот на Скопје, чии фасади и орнаментика се значаен и автентичен дел од минатото на главниот град. Ќе се започне со конзерваторско-реставраторски работи на фасадите на улица Илинденска од страна на конзерваторски центар Скопје, каде што веќе проектите се завршуваат, ќе се објават тендери за отпочнување со заштита на фасадите. Се работи за 3 куќи, на Илинденска, кои што се регистрирани како споменици на култура. Реставрацијата на старинските објекти и фасади е само дел од проектот за заштита и зачувување на културното и историско наследство, а дел од куќите ќе бидат претворени во музеи. Не е пат околу светот, но е пат околу Македонија и тоа пеш за 40 дена долж граничната линија. Ваков успешен подвиг направил штипјанецот Душко Иванов, а мотив вели дека му била промоцијата на идејата за мир и пријателство. Несекојдневен подвиг на штипјанецот Душко Иванов кој ја пропешечи Македонија долж пограничната линија. Воден од идејата за промоција на евроинтегративните процеси во Македонија, Душко овој свој поход под мотото мир и пријателство го започна на 11 јули од врвот Руен во близина на своето родно село Сасано со Говските планини. По изминати нецели 40 дена и 850 километри, Иванов се врати жив и здрав. Мотото ги оправда сите очекувања и мислам дека јас сум среќен што мисијата успешно е извршена и гранична полиција и местно население. Голем дел од тие луѓе дадоа поддршка на мисијата, па имаше доста поддршка од нашите сонародници во странство. Иванов пешечел сам, но неретко имало обезбедување од македонските и српските погранични служби кои биле запознаени со неговата мисија. На македонско-грчката граница имав еден ден обезбедување од 20 припадници на граничната полиција, а на Кожув надлетуваше и полициски хеликоптер од наша страна. Исто така имав обезбедување еден ден од Герман Догут и од припадник на српската гранична полиција. Душко пешечел дење, а ноќе преспивал каде ќе стигнал. И по полициски станици спиев и по напуштени карули, и по цркви, и по манастири, спиев и по пограничните села, војни кампови. Мисијата на штипскиот авантурист ја поддржаа локалните власти од истокот и ова е втор негов подвиг. За прв пат Иванов ја пропешечи Македонија во 1996 година, кога заради ширење на мир и пријателство на Балканот беше удостоен со прием кај председателот Борис Рајковски. Радикалните исламисти денес убија 24 припадници на полициските сили во Египет, додека тројца се ранети. Европската унија заседава за египетската криза. Привремените египетски власти размислуваат за забрана на партијата на муслиманското братство, чекор кој може да предизвика нови радикални мерки.
Египет зачистија нападите врз безбедносните сили по соборувањето од власт на исламистичкиот председател Мохамед Морси. Во последниот кој се случи утрово, убиени се најмалку 24 полицајци, а тројца се ранети. Милитантните екстремисти со противтенковски гранати од заседа ги погодиле двата полициски минибуси кај градот Рафах во близина на границата со појасот Газа. Конфликтот меѓу новото воено раководство и приврзаниците на Морси ескалираше на средината од минатата недела, при што загинаа приближно 900 луѓе, повеќето цивили. Уапсени се 4000 приврзаници на муслиманското братство, а вчера полицијата убила 35 исламисти кои се обиделе да побегнат од затвор. Ново насилство во земјата нема да се толерира, предупредува воениот врв, додека привремените египетски власти размислуваат да ја забранат партијата Муслиманско братство, на која припаѓа и Морси. Според експертите, тоа само ќе води кон нови крвопроливања. И денеска приврзаниците на Морси протестираат за прекомерната употреба на сила од страна на египетската војска и полиција. Европската унија денеска одржува вонредни разговори, пошто ќе се знае на кој начин Брисел ќе ја продолжи досегашната соработка со властите во Каиро. Од Египет пристигнува и уште една вест дека во следните неколку дена ќе биде ослободен од затвор екс-председателот Хосни Мубарак, кој беше осомничен во случај за корупција. Германскиот весник Билд објави дека следна мета на Ал-Каида се брзите возови во Европа. Палестинец го хакираше Facebook профилот на Марк Цукерберг. Ова се останатите вести од светот. Ал-Каида планира напади врз брзите возови во Европа. Информацијата ја објави германски Билд, повикувајќи се на извори од Американската агенција за национална безбедност. Терористите планирале да поставуваат експлозив во возови, во тунели или да саботираат пруги или електрични кабли. Како што пренесува весникот, нападите биле договарани на конференција на Ал-Каида пред неколку недели. 35 лица загинаа кога експресен воз налетал на група хиндуистички верници на еден железнички премин на истокот на Индија. По несреќата останатите верници крвнички го претепале машиновозачот, а возот го запалиле. Портпаролот на индиската железница изјавил дека луѓето ја преминувале пругата и покрај црвеното светло на семафорот. Оскар Писториус и формално е обвинет за убиство со умисла, а судскиот процес ќе почне на 3 март 2014 година. Јужноафриканскиот параолимпиец пак тврди дека случајно ја убил својата девојка во неговиот стан во февруари, мислејќи дека е крадец. Откако од Facebook не му поверувале дека открил грешка во сигурноста на социјалната мрежа, палестински експерт за комуникацијски системи решил лично да ја демонстрира на профилот на Марк Цукерберг. Надзидот на основачот на Facebook напишал порака, иако не му бил пријател. По ова од компанијата веднаш го исконтактирале пакистанецот, но одбиле да го наградат за пронајдениот пропуст кој овозможува да им пишувате на зидовите на луѓе кои не ви се пријатели, бидејќи сметале дека постапил незаконски. Маријан, повели се вестите од спортот. Благодарам. Одбројуваме до почетокот на Евробаскетот, остануваат уште 15 дена. Нашите кошаркари во саботата го одиграа и единствениот контролен домашен натпревар, загубивме од Литванија, а нашите репрезентативци веќе се на пат за Шпанија, каде од утре па до недела заедно со гостувањето во Германија во рок од 6 дена ќе одиграат и 5 натпревари. Пријателскиот дуел со Литванија е веќе во минатото. Македонската репрезентација е на пат за Шпанија, каде очекува 2 контролни дуела со европскиот шампион селекцијата на Шпанија. Не сметајќи ги американците со НБА составот, ова е несомнено втората репрезентација по квалитет на светот. Селекторот на Македонија Алеш Пипан сериозно треба да поработи на неколку елементи, што беа видливи како недостаток од надпреварот со Литванија во саботата. Бројката од само 50 поени е секако знак дека црвеното светло за ефикасноста е запалено. Двата дуела со Шпанија, првиот во Сантиаго де Компостела утре со почеток во 21 часот и во среда во Леон во истиот термин, како и надпреварите на Суперкупот во Германија, ќе бидат добре дојдени. Пред се да се исправат грешките, да се воигра екипата и да се поделат одговорностите за последните денови од подготовките кои ќе бидат во Скопје. На Суперкупот во Германија во првото коло ќе играме со Грција, потоа противник ни е домакинот, а во третото коло последен ривал ни е селекцијата на Босна и Херцеговина, против која ги играме во групата на Евробаскетот во есеница. Фудбалското коло во првата лига донесе многу црвени картони, малку голови, но секако и натаму во центрот на вниманието е кризата во редовите на шампионот. Вчера на гостувањето во Скопје и Ренова остана да остане непоразена против тимот на Вардар.
Екипата на Вардар не успеа по втор пат да победи во дуелот првата фудбалска лига, откако синоќа на домашен терен одигра 1-1 во рамките на третото коло со екипата на Ренова. Гостите победоа со ефектниот гол на Емини во 80-та минута, изедначи Јован Коставски во 39-та. Вардар по 3 кола има 5 бодови, додека за Ренова ова беше втор бод. Поради светското првенство следното лето, овогодишните шампионати стартуваа порано и ќе се играат со забрзано темпо. Раниот старт во примера не беше пречка за шампионот Барселона. Шампионот на Шпанија Барселона со седмица го почна новото првенство, жртва беше Леванте. Серијата на Камп Ноу ја отвори Алекси Санчес по само 3 минути игра, ја продолжи Меси во 11-та минута. Дани Алвеш во 24-та стрелаше за 3-0, а Педро зголеми на 4-0. Меси кој од пенал во 41-та минута го постигна својот втор гол, а точка на полувремето стави капитанот Чави во 45-та минута. Последниот гол беше дело на Педро. За разлика од нив, Реал Мадрид едва го совлада бети со 2-1 на Сантиаго Бернабе. Гостите победоа со голот на Молино во 14-та минута. На 1-1 изедначи Бензема во 25-та, а победата на кралскиот клуб му ја донесе новото засилување Иско во 86-та минута. Сите го сметаат за крал на земјените терени, но Рафаел Надал покаже и докаже дека знае да игра и на тврда подлога. Рафаел Надал триумфираше на Мастерсот во Синсинати, откако во финалето го совлада американецот Џон Изнер со 2-0 во сетови. Ниту еден од двајцата играчи не успеа да направи брейк во мечот, што траеше 1 час и 55 минути. Двата сета завршија со 7-6 за Надал. Надал по прв пат во кариерата го освои турнирот во Синсинати, со што стигна до бројка 26 освоени мастерс турнири во кариерата, или вкупнова за него беше 59 турнир во кариерата, а 9 оваа година. На АТП листата Надал се проби на второто место и се доближи до Џокович по бројот на поени, додека Роџер Федерер падна на 7-то место, што за него е најслаб пласман по октомври 2002 година. Уште најава дека вечерва на Сител 3 во 20 часот и 30 минути спортско студио со тема маратонското пливање во Македонија, со акцент дека во сабота во водите на Охридското езеро ќе се одржува и 27-миот интернационален охридски пливачки маратон. Ова беше изборот на спортски информации. Маријан, ти благодарам. Повеќе побарајте на sitel.com.mk и следете на социјалните мрежи. Следуваат бизнес вестите со Наташа Хаџиспирковска-Стефанова. Пријатна вечер. Пријатно. Намалени трошоци и помалку бирократија. Владата ќе ги поттикнува домашните фирми да станат добавувачи на компаниите во слободните зони. Увезувале газ и затаиле 90.000 евра царина. Скопска компанија за производство на топлинска и електрична енергија немала пари да плати увозни давачки. Забележан благ пораст на кредитирањето. Втората половина од годината ќе донесе повеќе кредити. Откупени се над 80% од пшеницата од годинашната реколта. Министерството апелира откупот да се интензивира. Добро вечер, ова се Сител бизнис вестите. Прават милионски профити од трговија со енергенција, не си ги плаќаат давачките кон државата. Скопска компанија која се занимава со производство на топлинска и електрична енергија не платила царина во висина од 90.000 евра за увезен газ. Образложението било дека фирмата нема пари. Борче Пуновски. Не плаќаа давачки за бизнисите од кои прават милионски заработувачки. Контролите повторно открија затајување на царински трошоци од 5,5 милиони денари, кај трговско друштво кое се занимава со производство на топлинска и електрична енергија. Утврдено е дека во првиот квартал направен е увоз од 530.000 американски долари, но било избегнато плаќање на царинската давачка. На инспекторите сопственикот им се правдал дека немал пари да плати. Измамата е откриена по проверка на фактурите за примопредавање на испорачан газ и извештаите за квалитет на газ на дистрибутерот. За увезените над 1.200.000 нормални метри кубни метан не биле поднесени увозни декларации, пошто увозникот на природен газ бесправно се ослободил од стоката од царински надзор, која подлежи на давачки со што затаил околу 90.000 евра, кои сега по пријавата ќе мора да ги плати.
Пред 2 недели кривична пријава беше поднесена и до правно лице чии газди се странски државјани, а се занимава со увоз на електрична енергија. Во периодот мај 2011 мај 2012 година била увезена струја во висина од 6 милиони евра, при што не биле платени царинските давачки кои чинеле 65,8 милиони денари. Македонските фирми ќе станат добавувачи на компаниите во слободните економски зони. Владата ќе ги поттикнува преку олеснување и поевтинување на процедурите. Ова се прави во пресрет на отварањето на фабриката за автобуси на Ван Хул, кој ќе има најголема потреба за локална соработка. Пресметката е дека за секој вработен во Ван Хул ќе се ангажираат уште 4 до 5 работници од домашното стопанство. Фабриката треба да почне со работа на есен. Филип Момировски ги има деталите. Ке се поттикнува ангажманот на македонски фирми како добавувачи на компаниите кои работат во економските зони. Како што открива директорот на ТИРС на економскиот совет на владата, било покрената иницијатива за зголемување на конкурентноста на локалните фирми во однос на странските добавувачи. За оваа цел во тек измена на царински правилници со кои ќе се намалат трошоците и олеснат процедурите за соработка со фирми од Македонија. Ова се прави во пресрет на отварањето на фабриката за автобуси на Ван Хул, која прва во зоните ќе прави финален комерцијален производ, за што ќе има потреба од набавка на голем број делови. Голем број на домашни компании веќе се во разговори со Ван Хул за различни делови, без разлика дали се тоа делови од шасијата, дали се некои метални, пластични елементи, на кој начин тие компании да бидат избрани како локални добавувачи. Заради посебниот статус на зоните, компаниите ги увезуваат репроматеријалите без ДДВ и царина. Доколку треба да се доработат од некоја локална фирма, тие мора да се извезат на македонскиот пазар, а потоа однова да се увезат, со што македонските добавувачи се на исто рамниште со и другите странски фирми. Измените на правилниците ќе го олеснат и поевтинат овој процес, со што домашните фирми ќе бидат поконкурентни за соработка од оние во регионот или пошироко. Едно вработување кој се реализира во странски компании обично допринесува кон 4 до 5 вработувања во локалната економија. И во случајот на Ван Хул, мислам дека тоа сигурно ќе се случи, ако не и тоа бројка да биде поголема. Фабриката на Ван Хул треба да почне со работа најдоцна до средината на есента, а првите автобуси ќе се извезуваат во САД. Кредитирањето бележи благ раст. Ефтините кредити кои владата ги обезбеди од Европската инвестициска банка придонесаа банките да го зголемат кредитирањето. Очекувањата се дека во втората половина од годината растот ќе биде поголем со оглед на тоа дека кризата на европскиот пазар полека попушта. Наташа Мерсовска. Парите од иселениците го зголемија штедењето кај граѓаните. Во вториот квартал годинава, според податоците на Народната банка, растат девизните приливи од странство, се намалуваат заштедите на фирмите. Кредитирањето е умерено, со благ пораст, со оглед на тоа дека ризици се уште има. Економското обкружување неизвестно, растат сомнителните и спорни побарувања од приватниот сектор. Дел од банките финансиски се раздолжуваат од матичните банки. Благо раздвижување имаше првиот квартал, кога се обезбеди финансиска поддршка со ниска камата од Европската инвестициска банка. Повеќе кредити се очекуваат втората половина од годината, со оглед на тоа и дека кризата на европскиот пазар полека се стабилизира. Секако дека завршувањето на долготрајната рецесија во еврозоната е позитивен сигнал, но ќе има уште предизвици и треба сите заеднички да продолжиме со напорите, со динамиката на реформи, со подобрувањето на бизнис климата, со обезбедувањето на ефтини кредити, да останеме активни и ние како влада, а и фирмите, бидејќи нема простор за преголемо опуштање, но треба да се биде поголем оптимист со оглед на позитивните резултати во европската економија. Според извештајот на Централната банка, во вториот квартал биле заострени условите за кредитирање на фирмите, а се олабавиле за населението. Промената на монетарната политика незначително или делумно влијаела за промена на каматите кај поголемите банки. Се очекува заострување кај условите за одобрување кредити кај фирмите и во наредните 3 месеци, но изголемување на побарувачката на истите со послаба динамика отколку во изминатото полугодие. Да се интензивира откупот на пченицата од страна на сите инволвирани во процесот, апелира денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Како што стои во соопштението, тоа е од особена важност во овој момент, зашто значи заштита на интересите на индивидуалните земјоделски производители и на домашните компании од мелничко-пекарскиот сектор, како и стабилизирање на домашниот пазар со пченица и брашно. Остварувањето на овие цели за Министерството е приоритет кој е од интерес на Република Македонија и на македонското земјоделство, наведува Министерството
Министерството во контекст на информациите објавени изминатите денови во некои медиуми. Според Министерството, досега се откупени 120.000 тони или 82% од планираните количини, кои ќе се движат во границите на откупот од претходните жетви. Министерството информира дека остварува секојдневна комуникација со сите фактори вклучени во процесот на откуп, со сите форми на здружување на земјоделците, производители на пченица и мелничко-пекарскиот сектор, преку која дополнително се следи количината на откупената домашна пченица и состојбите на терен. Во овој процес непосредно е вклучен и Државниот инспекторат за земјоделство, кој преку посебни тимови ги следи состојбите, условите и начинот на откуп преку доставување теренски податоци на дневна основа. Во насока на објективно информирање на македонската јавност, а во контекст на информациите кои изминативе денови се пласираат во одредени медиуми, во врска со состојбите поврзани со откупот на домашната пченица од овогодинешната реколта. Информираме дека како надлежна институција будно ги следиме активностите поврзани со откупот и ги спроведуваме сите активности поврзани со процесот на забрзување на динамиката на откуп, наведува Министерството за земјоделство. Туризмот ја облажува грчката финансиска криза. Потрошувачката на туристите во јуни се зголемила, покажуваат резултатите на Грчката Централна банка. Приходите се зголемени за 21% споредено со лани, што ги потврдува прогнозите дека рекордната летна сезона би можела да обезбеди на презадолжената земја инекција од странски приходи. Во јуни приходите од туризмот изнесувале 1,59 милиони евра, а вкупните приходи од туризмот во првата половина од 2013 пораснале на 3,32 милиони евра, што е за 18% повеќе во однос на истиот период минатата година. Грчката туристичка индустрија моментално прогнозира дека приходите од туризмот ќе пораснат оваа година за 10% на 11 милиарди евра, со рекордни 17 милиони посетители. Хотелиерите, угостителите и туристичките компании во Грција ги намалија цените и ја подобрија услугата за да ја пребродат кризата и да намамат повеќе посетители. Ова беше последната информација во ова издание на Бизнис вестите. Многу повеќе имате на нашиот портал и на социјалните мрежи. Пријатна вечер.